Премиерот на Велика Британија Борис Џонсон ја прогласи новата блокада за 56 милиони жители на Англија за борба против брзото ширење на коронавирусот, како дел од мерките кои треба да траат до средината на февруари. Основните и средните училишта се затвораат од утре. На луѓето ќе им биде дозволено да ги напуштаат своите домови само да ги купуваат неопходните намирници и лекарствата или да одат на работа, доколку тоа не може да го направат од дома. Студентите на универзитетите нема да се вратат на настава со физичко присуство до средината на следниот месец. Според Џонсон, Велика Британија е во критичен момент со рапиден пораст на бројот на новозаразени и престојат тешки недели на Велика Британија, вели британскиот премиер. The weeks ahead will be the hardest yet, but I really do believe that we're entering the last phase of the struggle. As I speak to you tonight, our hospitals are under more pressure from COVID than at any time since the start of the pandemic. In England, we must therefore go into a national lockdown which is tough enough to contain this variant. That means the government is once again instructing you to stay at home. И Шкотска од полноќ воведе целосен локдаун. Строгата блокада која ја воведоа властите се очекува да трае до крајот на јануари. Сите продавници и услужни дејности се затвораат, освен неопходните. Повеќе сум загрижена за ситуацијата со која се соочуваме сега, отколку што сум била во кое било време од март минатата година. Германската канцеларка Ангела Меркел и лидерите на германските сојузни држави денеска ќе разговараат за можно продолжување на мерките против COVID-19 и по 10 јануари. Германската влада и 16 сојузни држави, како што пренесува весникот Билд, се согласиле да го продолжат заклучувањето до 31 јануари за да се спречи ширењето на пандемијата на коронавирусот. Кај земјите од регионот, Грција доби зелено светло од епидемиолозите за улеснување на рестрикциите. Од понеделник кај јужниот сосед ќе се отворат основните училишта и градинките, но ќе бидат преземени и дополнителни превентивни мерки за заштита од COVID-19. Средношколците засега ќе продолжат онлайн настава, а во следниот период ќе се разгледува можноста и тие да се вратат во училишните клупи, додека пак во текот на неделава ќе се соопшти намалување на материјалот за државниот испит на матурантите.